Јавното обвинителство до понеделник ќе остане без ВД шеф откако Советот на јавните обвинители ја одложи денеска закажаната седница. Единствена точка на дневен ред беше определувањето на вршител на функцијата државен јавен обвинител по оставката на Љупчо Коцевски, но отсутна беше обвинителката Јелена Догазанска-Колева, како што кажаа нејзините колеги бидејќи имала други работни активности. Дел од членовите предложија изборот да се одложи бидејќи е важно прашање за кое треба да се одлучува во полн состав. Се работи по мене за највисока институција. Дали евентуално би можело да се одложи ден-два, за да дојде колешката да може Советот барем кога китле за состав да може секој член да се го каже ставот. Тоа се оглед дека се работи за секој случај сериозен момент. Добро би било ние како членови на овој совет да имаме односно своје видување на кандидатот кој што би бил предложен за таа позиција, па може би не е лош предлогот. Предлогот за одлагање беше едногласно усвоен и председателот на Советот Башким Бесими нова седница за избор на ВД државен обвинител закажа за во понеделник. Тој треба да биде избран од редот на обвинителите во јавното обвинителство на Република Македонија, во кој има 9 обвинители: Анита Тополова Исајловска, Исмаил Дарлишта, Ферат Елези, Джелал Бајрами, Елвин Вели, Лиле Стефанова, Наум Пановски, Валентина Стојановска и Златко Биковски. Со оставката на Коцевски треба да започне и процедурата за избор на негов наследник, со што на потек е собранието, кое треба да објави оглас, но се уште како што потврдија оттаму, не ја добиле предлог одлуката од влада. Откако ќе биде распишан оглас од 15 дена ќе имаат рок кандидатите за поднесување на пријавите. Посебните услови предвидуваат кандидатот да биде обвинител со најмалку 10 години непрекинат работен стаж или судија кривичар. Од оние кои ги исполнуваат условите и добиле позитивно мислење од Советот, владата избира еден и ќе го предложи до собранието, каде се избира со просто мнозинство или со најмалку 61 глас за.